На денешната пресконференција, аферата Надеж продолжува. Сорос Македонија го корумпира и невладиниот сектор во Македонија. Сорос Македонија креираше и финансира организации кои што се задолжени редовно да ја критикуваат владата предводена од ВМРО ДПМН. Една од тие квази невладини организации е Македонскиот центар за европско образование, а во јавноста представувам преку Лидија Димова. Оваа невладина организација е формирана од Сорос Македонија. Оваа организација буквално секогаш ја критикува работата на владата на Република Македонија. Македонскиот центар за европско образование нема никакви други активности освен критиката на владата предводена од ВМРО ДПМН. Кога оваа организација навистина би била невладина, не би имало никаков проблем, но почитувани оваа организација е формирана, раководена и финансирана од страна на Сорос Македонија и Социјалдемократскиот сојуз. Факт број 1. Еден од основачите на оваа организација е родената сестра на Радмила Шекеринска, Лилјана Шекеринска Ѓорѓевиќ. Факт број 2. Сестрата на Радмила Шекеринска долго време беше вработена во фондацијата Сорос Македонија. Факт број 3. Фани Карамфилова Пановска е програмски директор на Сорос Македонија, исто така е основач на квази невладината организација Македонски центар за европско образование. Факт број 4. Човекот кој што го администратира работењето на Македонскиот центар за европско образование, односно ги испраќа извештаите и мејловите до новинарите, Кире Миловски, исто така вработен во Сорос Македонија. Факт број 5. Дел од основачите на оваа квази невладина организација или се соработници, или се поранешни стипендисти на Сорос Македонија. Според официјалниот вебсайт на Сорос Македонија, Македонскиот центар за европско образование за проектот Новинари практиканти за Европската Унија, кој го изработува во партнерство со други организации блиски до Сорос Македонија, добива 39.400 евра. За проектот EU брифинзи за новинарите 3.000 евра. Со овие пари тие селективно финансираат и одредени групи на новинари и медиуми. Тоа е класичен пример на корупција. Сите извештаи кои што ги публикува Македонскиот центар за европско образование се финансирани од Сорос, а во својата содржина наликуваат на партиските билтени на Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани, еве како буквално со факти и докази функционира Сорос Македонија и Социјалдемократскиот сојуз. Од горе наведените факти, јасно е дека Македонскиот центар за европско образование, предводен од Лидија Димова, е квази невладина организација формирана од Сорос Македонија. Македонскиот центар за европско образование е еднаков на Сорос Македонија. Кога зборува Лидија Димова, исто како да зборува Владимир Милчин. Кога зборува Владимир Милчин, сите знаете, исто како да зборува Емилијан Станковиќ. Како не ви е срам? Мислевте дека нема да се дознае дека ваши роднини и пријатели во СДСМ добиваат пари од Сорос само за да критикуваат владата и да спроведуваат антивладини политики.